Штип, Радовиш и Свети Николе стануваат темпирани бомби. Коронавирусот никако да ја намали силата во овие градови. По вчерашните рекордни 60 новозаболени, Штипјани тврдат дека на надлежните состојбата им избегала од контрола. Некои се за градот подитно да се стави во карантин, а други пак со став дека е доволно само да се почитуваат задолжителните мерки за заштита. За нас треба карантин само да не затворат сите и наредявали колку таму баре да се смире иначе. Нека не бива нешто. Ама кафичите се пуни, не гледате, не носи никој маски. Младите ќе не заразат нас. Да е под контрола, не е под контрола, ама за карантин не би требало. Карантините веќе и по светот веќе ги сврлија, така да и ке нас не би требало карантин. Да се држи дистанца, да се носат маски, да се раците често мијат, нема да има проблеми. И со над 270 активни случаи, првиот човек на градот смета дека ова е само бран. За сега нема најава дека Општинскиот кризен штаб од Комисијата за заразни болести ќе бара воведување на порепресивни мерки, како на пример ставање на градот под карантин. Смета дека ситуацијата во градот забрзо ќе се стабилизира. Мислите ли дека во Штип работата е излезена од контрола ситуацијата? Во наредните денови ќе ја следиме состојбата. Ова е еден бран кој што се случува, пак ќе кажам, поради масовно тестирање во една текстилна фабрика. 30 од вчерашните новозаболени во Штип се од една конфекција, додека останатите се од други 4 конфекции во градот. Конфекциите и понатаму остануваат жариште на вирусот. Иста е состојбата и во Свети Николе, каде што до вчера има 169 активни случаи. Епицентарот на вирусот останува конфекцијата Муда. За разлика од Штип и Свети Николе, каде заразата се шири меѓу работниците, во Радовиш позитивни на корона има во домот за стари лица. Со симптоми се 2 вработени и 3 жители на домот.